почитуван министер за локална самоуправа, господин Сухелј Фазлиу, почитувана амбасадорка на Швајцарија во Република Македонија, Ваша екселенцијо, господја Сибил Техада, почитувани представници на медиумите, дами и господа, денеска имам големо задоволство, заедно со министерот за локална самоуправа и амбасадорката на Швајцарија во Република Македонија, да го потпишеме меморандумот за разбирање, кој што предвидува проект од 5,4 милиони евра во регионалниот развој во Република Македонија. Колку е важен регионалниот развој во Република Македонија за развојот вкупен на Република Македонија, мислам дека не треба многу да зборуваме, него само да кажеме дека ние денеска живееме во два различни света. Еден свет на големите градови кои што се развиени и еден свет на руралните средини во Република Македонија, каде што имаме исклучителна неразвиеност и денеска во 21 век имаме места и населени места без водоводи, без канализации, без асфалтирани патишта. Во таа смисла, само овакви проекти можат да придонесат за развојот на тие делови од државата, а оваа влада ќе биде посветена на регионалниот развој и јас како координатор на телото за регионален развој ќе бидам посветен во правење на проекти пред се инфраструктурни и од сите други аспекти за подобрување на животот на сите граѓани во Република Македонија. Зошто? Затоа што ако ние продолжиме со оваа тенденција, нема да имаме една држава, него ќе имаме неколку големи града, што секако не е тенденција на ниеден развиен и цивилизиран свет. Ние мораме да обезбедиме исти услови за сите граѓани во Република Македонија, без оглед каде тие и да живеат и во кое населено место да живеат. Овој проект ќе помогне точно во таа насока. Дозволете ми да кажам неколку збора за проектот. Од 5,4 милиона евра грант на швајцарската влада е 3,68 милиони евра и 1,74 милиона евра е учество на македонската влада. Значи, поголем дел од овој проект е грант од швајцарската држава и јас ја користам оваа прилика во мое лично име и во името на целокупната влада и на целиот македонски народ да се заблагодарам на амбасадорката, која што е представник на Швајцарија во Република Македонија, но воедно да се заблагодарам и на сите даночни обврзници во Швајцарија, бидејќи ние тука во Македонија ќе ги трошиме нивните пари. Практично, никој во овој свет не е обврзан нас да ни помага. Тие тоа го прават заради тоа што сакаат да ја поддржат нашата држава и јас уште еднаш ја користам оваа прилика да ја изразам мојата благодарност за тоа. Оваа поддршка за нас прави само уште поголема обврска да овие средства бидат потрошени наменски и транспарентно и тоа и ние како влада сега го имаме како обврска према македонските граѓани, но уште повеќе го имаме сега како обврска и пред швајцарските плаќачи на данок, бидејќи се тоа во главно нивни средства. Македонската влада детерминираше 1,74 милиона евра за реализација на овој проект, кој што ќе има 3 компоненти. Дозволете ми сосема кратко да ве запознаам со суштината на проектот и со неговите компоненти. Значи, тие ќе бидат 3. Во првата компонента има детерминирано 1,7 милиони евра. Во таа компонента ќе се развие софтвер, преку кој што ние ќе можеме да пратиме како е распределен буџетот во трошењето по регионите. Ако вие денеска сакате да добиете информација, буџетот како е потрошен регионално, да видите во кое место колку и какви пари од буџетот се потрошени, вие таков податок ќе биде тешко да најдете или ќе треба многу работа да добиете. Ние ќе креираме софтверско решение во рамките на овој проект и уште повеќе, цел систем и структура, за пратење на трошењето на државниот буџет во сите региони. На крајот од годината, низ оваа компонента ќе бидеме во состојба да видиме како се потрошени парите собрани од даночните обврзници на територијата на Република Македонија, односно со кој интензитет тие се потрошени, дали се сконцентрирани само на едно место или се потрошени равномерно на целата држава. Во втората компонента, која што е од 0,7 милиони швајцарски франци,
ние имаме насочено средства, односно втора компонента во овој проект, кој што се однесува на ранливите категории на граѓани и подобрување на нивната инфраструктура. Значи, тука ќе стане збор за поединечни проекти, кои што ќе бидат насочени исклучиво према ранливите категории на граѓани, за да нивниот животен стандард се подигне и дојде на едно по-блиско ниво до просекот во Република Македонија, а се надеваме со тек на време и до просекот на Европа. Во третата, последна компонента, која што ги сочинува остатокот на средствата и која што е во суштина и најголема, се насочени, значи, проекти инфраструктурни и иновативни, значи ќе го подвлечам зборот иновативни, во сите 8 плански региони. Имено знаете дека Република Македонија е поделена на 8 плански региони и ќе имаме проекти кои што ќе бидат, значи, конкретни, кои што ќе бидат видливи во сите 8 плански региони. Јас ја користам уште еднаш оваа прилика, по трет пат, да се заблагодарам на амбасадата и на Швајцарија како држава за оваа помош и овој грант и да само напоменам дека проектот ќе го имплементираме заеднички со Министерството за локална самоуправа. Ние со министерот Фазлиу имаме одлична соработка, ние заеднички тој проект ќе го имплементираме и ќе биде распределен на територијата на целата држава. Ви благодарам на сите за вниманието. Почитувам подпредседател на владата и председател на Советот за рамномерен регионален развој, господин Анѓушев. Почитуван Ваша екселенцијо амбасадорка Сутер Тејада, почитувани представници на медиумите. Со високо очекување, јас и Министерството за локална самоуправа пристапивме кон подпишување на меморандумот за имплементација на новиот проект, поддржан од швајцарската влада. Министерството за локална самоуправа во проектот учествува со 1.270.000 швајцарски франци, затоа што рамномерниот регионален развој на државата за Министерството за локална самоуправа е политика од највисок приоритет. Тоа е резултат на нашите амбиции да се биде дел од актуелната регионална развојна политика на Европската Унија, но исто така и резултат на реалните состојби со кои секојдневно се соочуваат нашите граѓани. Поради огромните развојни разлики и соодветниот одговор на енормното растење на Скопје за сметка на внатрешноста која се празни, многу граѓани се соочуваат со недостаток на елементарни услови во секојдневно живење. Овој проблем особено е изразен во руралните општини во сите плански региони. Се уште зборуваме за немање на елементарни локална инфраструктура. Се уште населението има места во кои што луѓето газат во кал, нема соодветно водоснабдување. Децата одат во училишта кои што не ги задоволуваат ниту минималните стандарди. Нема доволно детски градинки, локално и регионално нема соодветна здравствена заштита, за што секојдневно известуваат медиумите. Ова влада и Министерството за локална самоуправа ќе работат на обезбедување на воедначен квалитет на јавните услуги за сите граѓани. Тоа се целта на Министерството за локална самоуправа во спроведувањето на политиката на рамномерен регионален развој. Со поттикнување на развојот во планските региони да започне циклус на мултиплицирање на ефектите и мобилизирање на бизнис заедниците и граѓаните во партнерство со владата, министерствата, центрите за развој и општините. Ова е пристап кој што ќе го имам во наредниот период, а во што ќе ни помогне и швајцарската влада преку овој проект. По примерот на една успешна пракса, исто така овозможена со поддршка од швајцарската влада, со форумите во заедниците, консултациите со граѓаните ќе ги прошириме на регионално ниво. Многу од проблемите ги надминуваат локалните рамки. Тие се заеднички не само за граѓаните од еден плански регион, туку и пошироко. Затоа и решенијата ќе ги бараме со интегриран и инклузивен пристап. Како посебно важен сегмент од проектот ќе ја истакнам поддршката
од 2,5 милиони швајцарски франци за подготовка на техничка документација и имплементација на конкретни проекти во сите плански региони. Исто така, за Министерството за локална самоуправа е важен и техничката поддршка за проценување на актуелната стратешка и законска рамка и креирање на нови меанизми кои што треба да ги коригират досегашните слабости. Евидентно е дека спроведувањето на политиката на рамномерен регионален развој во изминатата една деценија не го даде очекуваниот резултат. Дури и во најразвиениот плански регион, Скопскиот, каде што е сконцентриран 1/3 од населението во државата, а неформално и многу повеќе, има огромни разлики меѓу центарот и периферијата. Замислете, една од најурбаните општини, Аеродром, има проблеми со водоснабдувањето, а да не зборуваме со какви проблеми се соочуваат граѓаните во Шуто Оризари или во Студеничани. Затоа најавувам динамични и конструктивна соработка со сите нови градоначалници. Тие се нашите партнери со кои што ќе соработуваме и во имплементација на овој проект, како членови на Советот на планските региони. На крајот, уште еднаш, благодарност до швајцарската влада за новото партнерство и поддршката на владата на Република Македонија и на Министерството за локална самоуправа за подинамичен и рамномерен развој на целата територија на државата. Ви благодарам. Dear Minister Fazliu, dear Vice Prime Minister Angyushev, ladies and gentlemen, it's a real honor and a pleasure for me to be here today to mark the signing of the Memorandum of Understanding between the Swiss government and the government of Macedonia for the project Sustainable and Inclusive Balanced Regional Development. Почитуван министер Фазлиу, почитуван вице-премиер Анѓушев, дами и господа, ми представува голема чест и задоволство да бидам тука денеска на одбележувањето на потпишување на меморандумот за разбирање меѓу швајцарската влада и владата на Република Македонија за проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој. Regional development, as a relatively modern branch of public policy, is not only a policy or administrative concept, but also an economic one. Governments in different parts of the world have recognized that there may be a case that justifies public intervention designed to ensure adequate development conditions to all regions and to assist targeted regions in decline. Instruments of intervention have ranged from financial assistance to promote key conditions and capacities of development, to direct stimulation of private sector economic activity, or usually to some combination of both. Регионалниот развој, како релативна модерна гранка на јавни политики, не е само еден политички и административен концепт, но е и економски концепт. Владите во различните делови на светот признаа дека може да има случај кој ја оправдува јавната интервенција со цел да се обезбедат соодветни развојни услови за сите региони и да им помогне на целните региони во опаѓање. Инструментите на интервенцијата не се движат од финансиска помош за промоција на клучните услови и капацитети на развој, се до директна стимулација на економски активности на приватниот сектор или обично на некоја комбинација на двете. In implementing regional development policy, two main policy objectives are always present: equity and efficiency. The equity dimension is often discussed from the social objective perspective of giving all citizens equal opportunities and concerns human rights. The efficiency dimension concerns citizens' opportunities to increase their well-being. This is often related to collective services such as higher education and high-quality accessibility and marketing services.
Во спроведувањето на политиките на регионалниот развој, две цели на политики се секогаш претходно испратени – еднаквост и ефикасност. Димензијата на еднаквоста често се дискутира од перспективата на општествената цел за овозможување на сите граѓани еднакви можности и се однесува на човекови права. Димензијата на ефикасноста се однесува на можностите на граѓаните за зголемување на нивната благосостојба. Ова често е поврзано со колективните услуги, како што се високото образование и висококвалитетна пристапност и маркетинг услуги. Switzerland has been supporting regional development-related policies and activities in the Republic of Macedonia since 2012. Over the last 5 years, we have achieved remarkable success towards reducing regional disparities and having adequate regional development policy. To this end, we have stimulated debate between the national and regional institutions and have encouraged involvement of regional and local actors, the civil society, the academic community, the business community, and the civil society organizations. Швајцарија ги поддржува политиките и активностите поврзани со регионален развој во Република Македонија од 2012 година. Во текот на последните 5 години имаме постигнато извонреден успех во насока на намалување на регионалните диспаритети и во насока на имање соодветна политика за регионален развој. За таа цел ја стимулиравме дебатата помеѓу национални и регионални институции и го потикнавме вклучувањето на регионални и локални чинители, граѓанското општество, академската заедница, бизнис заедницата и граѓанските организации. The foundations have been led, but we must not stop here. What we need today is a policy which fully mobilizes the potential of the planning regions and fosters their development. Today, regions must think about how to become competitive players on the global market, and the most successful ones are those which have managed to internationalize their economies. In addition to further strengthening capacities in the institutions responsible for regional policy, it is necessary to allocate the budget funds according to the level of development of the planning regions. Greater transparency, accountability, and participation of citizens in the planning and implementation of regional development is also needed. Темелите се поставени, но ние не смееме да застанеме тука. Тоа што денес ни треба е политика која целосно го мобилизира потенцијалот на планските региони и го потикнува нивниот развој. Денес, регионите мора да размислуваат за тоа како да станат конкурентни играчи на глобалниот пазар. Најуспешните се оние кои успеале да ги интернационализираат нивните економии. Покрај на тамошното зајакнување на капацитетите на институциите одговорни за регионална политика, потребно е буџетските средства да се распределат според нивото на развој на планските региони. Исто така, потребно е поголема транспарентност, отчетност и учество на граѓаните во планирањето и спроведувањето на регионалниот развој. It is with this view in mind that we are supporting the Ministry of Local Self-Government and the Cabinet of the Vice Prime Minister for Economic Affairs in their efforts to decrease the disparities in the development among and within the planning regions, and as a consequence, citizens, in particular those of less developed regions in the country, to have better living conditions. Имајќи го ова во предвид, ги поддржуваме Министерството за локална самоуправа и Кабинетот на вице-премиерот за економски прашања во нивните напори за намалување на диспаритетите во развојот помеѓу и во рамките на планските региони. И како резултат, граѓаните, особено оние од помалку развиените плански региони во земјата, да имаат подобри услови за живење. The project Sustainable and Inclusive Balanced Regional Development in Macedonia will focus on improving coordination, management and implementation of funds for balanced regional development in Macedonia, aiming at decreasing the disparities between the planning regions through good governance.
The Swiss contribution provides funding of 3,680,000 Swiss francs for the period of 3 years, and we remain fully committed, together with our partners, to continue our journey towards sustainable change by achieving more balanced regional development in Macedonia. Thank you for your attention. Projektot Održiv i inkluzivен ravnomeren regionalен развој во Македонија ќе се фокусира на подобрување на координацијата, управувањето и спроведувањето на средствата за равномерен регионален развој во Македонија. Со цел намалување на разликите помеѓу планските региони преку добро управување, швајцарскиот придонес обезбедува средства од 3.680.000 швајцарски франци за период од 3 години и остануваме целосно посветени заедно со нашите партнери да го продолжиме нашиот пат кон одржлива промена преку постигнувањето на равномерен регионален развој во Македонија. Ви благодарам за вниманието.